Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не верува дека трговците ќе ги намалат цените на основните прехранбени артикли, согласно субвенционираната струја од страна на владата. Не очекувам од трговците, нити пак од оние кои што произведуваат да ги намалат своите цени во тој обем колку што пропорционално изнесува намалувањето на цената на струјата, бидејќи задоцнет. Одолговлекувањето, смета Мицковски, скапо ги чинеше и граѓаните и компаниите. Тоа значи дека чека за една година храната и безалкохолните пијалоци да пораснат за 31%. Затоа што вчера Државниот завод за статистика излезе со прецизна бројка. Вели октомври 2022 споредено со октомври 2021. Храната има зголемена цена заедно со безалкохолните пијалоци за 31, мислам запирка 2%, да бидам попрецизен. Додека пак инфлацијата е близу 20%. Чека година дена, чека месеци да се осиромашуваат граѓаните за да донесат ваква мерка. Од друга страна, вели Мицковски, добро е што владата ги прифати предлозите на ВМРО ДПМН за повластена цена на струјата за училиштата и јавните предпријатија. Што владата и Димитар Ковачевски ги прифатија барањата на ВМРО ДПМН да основните и средните училишта, вклучително и предпријатијата кои што вршат водостопанска дејност, стопанисуваат со пречистителни станици и ги одведуваат отпадните води, добијат повластена цена на струја. Тоа драматично ќе го олесни буџетот на граѓаните, буџетот на компаниите, но и ќе им помогне на општините. Тоа се барање на ВМРО ДПМН